Ова е трет семинар, од циклусот демистификација на канабисот, со кој што се трудиме да информираме јавноста повеќе, општата популација, експертската јавност, лекарите и сите кои што се заинтересирани повеќе да научат на оваа тема. Како што споменавте, дојдени се и научници кои што работат веќе повеќе од 40 години на оваа тема во истражување на канабисот, неговите лековите својства. Имаме луѓе по конкретно денеска кои што ќе предаваат, кои што работат во лабораторија на испитување на состојките. Имаме доктори кои што донесовме и доктори кои што ќе ги споделат своите лични искуства, кои што секојдневно во својата работа препишуваат канабис за разни теgoби. Дел од нив се опфатени со нашиот закон, дел од нив се надеваме дека во иднина ќе бидат дозволени и кај нас. Тоа е и дел од целата на нашиот семинар, да се доопшири малку знаењето кое што го имаме за оваа билка. А за тоа дали се исполнети целите, па нашите цели не завршуваат тука. Нашите цели се константно информирање, бидејќи ова е тема која што допрва треба во иднина многу да се истражува, затоа што и во светот допрва се откриваат многу работи, така да и кај нас мораме да го следиме тоа и да малку на јавноста го доближиме тоа дека канабисот не е дрога, туку е едно растение, кое што е и тоа лековито растение, може да се користи и во индустријата, во медицината, има разни намени. Меѓутоа мораме да нагласиме дека за нешто што е долго сметано за дрога, сега треба да им доближиме на јавноста дека се работи за едно обично растение. Каков е интересот? Дали од година во година се зголемува и што велат, пошто и веќе во тека семинарот, што велат еминентните доктори кои присуствуваат и научници од Израел, за кои тешки, да кажам, болести најмногу се користи канабисот како терапија? Па вака, семинарот моментално, завршно прашувате за кои болести се користи. Се користи во главном се веќе признаено сега дека во свет за оние тешки болести за кои што ќе биде кај нас. Меѓутоа, како што спомна професорот претходно во интервјуто, мораме да сватиме и како што се објаснува сега во предавањето дека канабисот не е само две состојки кои што најчесто се споменуваат во јавноста, текат се и CBD-то, туку има низа на состојки лековити. Он ќе се објасни тука на семинарот дека преку 124 канабиноиди до сега се откриени, кои што секој си има своје лековито дејство. Би било лошо да се фокусираме само на тие две состојки на одредени тешки теgoби, кога канабисот уште од почеток на времењето, тоа што веќе беше објаснето на предавањето, се користел од почетоците на човекот за болка, за разни третмани кои што не се опфатени пример во моменталниот закон, така да сметаме дека не е само за терминално болни, туку и за палиативна нега, за нега кај болесни кај одредени состојби. Не се работи само за болест, туку и кај одредени теgoби и состојби.